Фотографирај и едитирај за веб. Здраво, јас сум Медија Ана. Кога раскажувам некоја приказна, употребувам фотографии. Така е посликовито и се предизвикува брза емоција кај гледачот. Меѓутоа, за да се направи добра фотографија, мора да се внимава на композицијата, односно како се поставени елементите во кадарот. Точка на интерес. Секоја слика треба да има само една главна идеја или тема со која ќе го привлече окото на набљудувачот. Дополнителните елементи во сликата мора да ја поддржуваат и да го фокусираат вниманието на главната точка. Поставување на објектот. Подели го кадарот на третини, вертикално и хоризонтално, и постави го главниот објект во некој од тие делови. Не треба секогаш да е централно. Едноставност. Колку поедноставна и подиректна е фотографијата, толку почиста и подсврста е пораката што ја пренесува. Точка на гледање и агол на фотографирање. Објектите се тридимензионални и треба да ги фотографираш од агол што му дозволува на гледачот да види повеќе од само една страна. Баланс значи фотографиите да изгледаат хармонични. Секој елемент во фотографијата има одредена вредност во споредба со другите елементи, која мора да биде распоредена точно во композицијата, за да се добие баланс. Форми и линии. Фотографијата е дводимензионална, но со правилна употреба на светлото и тоновите можеш да му дадеш тридимензионална форма на објектот. Линиите го упатуваат окото на гледачот кон главната точка на сликата или го водат очите од еден дел на сликата до друг. Матрици. Кога линиите, формите и боите на една слика ќе бидат во одреден ред, како на тапет, тие креираат шаблон кој често го нагласува ефектот на сликата. Волумен. На фотографијата треба да направиш поделба меѓу позитивниот или зафатен простор и негативниот неискористен простор. Осветлување. Ако го насочиш светлото таму каде што сакаш, можеш да ги нагласиш објектите или да ги скриеш непожелните елементи во сцената, со цел да нагласиш главната точка на интерес. Текстурата помага да се нагласат карактеристиките и деталите во една фотографија и да се креира форма. Тоналитет. Слика која се состои од темни или побледи нијанси, секогаш носи мистерија, интригантност или тага. Кога овие тонови се повеќе светли, сликата носи леснина, радост и ведро чувство. Контрастот е ефективен начин да го нагласиш и насочиш вниманието на гледачот кон точката на интерес. Предниот план треба секогаш да се исчисти од елементи кои немаат врска со сликата. Предниот план ја содржи водечката линија која го носи окото на гледачот кон точката на интерес. Позадина. Внимавај заднината да не содржи елементи кои одземаат внимание. Треба да го истакнува објектот во најдобро светло. Перспективата е начинот на кој објектите се прикажани на фотографијата, нивните позиции, големини и просторот меѓу нив, и со тоа обезбедува чувство на подреденост и хиерархија во фотографијата. Откако ќе направиш добра фотографија, можеш лесно да ја едитираш за да ја поставиш на веб. Страницата што можете да ја користите за едитирање на фотографиите е www.pixlr.com/editor. Во менуто на файл, кликни Open Image. Откако ќе ги префрлиш фотографиите во твојот компјутер, пронајди ја фотографијата што сакаш да ја едитираш. Во менуто на Constraint, одбери Output Size. Означи ги димензиите на сликата: ширина 400, висина 300. Исечи ја фотографијата. Кликни на фотографијата и со влечење на курсорот обележи го делот што сакаш да го исечеш. Потоа стисни Enter. Кликни Файл, а потоа кликни Save. Внеси име за фотографијата. Не ги менувај податоците во формат и quality и кликни ОК. Потоа сними ја фотографијата во папка на твојот компјутер. Фотографиите можеш да ги прикачиш на некој од социјалните мрежи, како што се Instagram, Flickr и други, и на нив да креираш портфолио со твоите фотографии. Испрати ми некоја фотографија за да кликнам ми се допаѓа.